Почитувани, 2 месеци трае лагата за обезбедени вакцини против COVID-19. Цел регион се вакцинира и држави членки на Европската Унија и тие што се уште не се. Албанија веќе цела недела се вакцинира, ги добиле вакцините од држава членка на Европската Унија во регионот, која што граничеле со држави кои што тоа не се. Може да се претпостави дека тоа се или од Романија, или од Бугарија, или од Грција. Само во Македонија се уште на големо се лаже за вакцинација. Цел регион се вакцинира, само Македонија извиси заради лагите на Зоран Заев и на Венко Филипче. Утре е 17 јануари, слушнете што зборуваше Зоран Заев на 17 ноември, значи пред 2 месеци, а веднаш потоа што зборуваше Венко Филипче. Грција веќе направи нарачка за нив, направи нарачка и за нас. Но не останавме на тоа. Ние сме веќе во договор со Ковекс. Ова помош значи дека од секоја количина која што Република Бугарија ја доби еден дел од количината на секоја од овие пратки кои што ќе доаѓаат во следниот период ќе биде доделена за нас, за граѓаните на Република Северна Македонија. Почитувани, Заев вели дека со секоја пратка до Грција Македонија ќе добивала вакцини. Филипче вели дека со секоја пратка до Бугарија Македонија ќе добиела вакцини. Пораките беа дека Македонија ќе почне вакцинација истовремено со државите членки на Европската Унија. Дополнително, се ширеше лага дека Заев добил понуда од Мицотакис за вакцини, исто како што беше и лагата од Филипче за вакцините од Бугарија. На 25 декември Заев повторно вели во едно свое интервју: ја прифативме помошта за вакцини од Грција, Бугарија, па додава: за нас беше важно да направиме навремени чекори за да обезбедиме вакцини. Па Зоране Заев, вакцинацијата во Грција започна на 27 декември, вакцините во Софија и во Атина пристигнаа ден претходно на 26 декември и веднаш беа распоредени низ Бугарија и низ Грција, ама пратка за Македонија немаше. Па Зоране Заев, што е тоа навремено според тебе? Кога ќе дојдат вакцините од Бугарија? Кога ќе дојдат вакцините од Грција? Кога ќе пристигнат нарачаните вакцини? Колкави се количините кои што ќе дојдат како помош, а колку се нарачани? Зошто ги нема до сега? Одговорот што го даваш на 25 декември, кој кога почнал е навистина ирелевантно, апсолутно не држи, туку е оправдување за лагата и истовремено оправдување за секој еден следен заболен и за жал починат од корона. Точно ли е дека поим немате ниту за вакцините од Бугарија, поим немате за вакцините од Грција, ниту дали, ниту кога би ви ги пратиле? Точно ли е дека сокривте тоа што ви е кажано во Софија, дека оттаму ќе ви ги дадат или препродадат вакцините само откако ќе бидат задоволени домашните потреби во Бугарија? Почитувани, Зоран Заев, Венко Филипче и целото СДСМ работат само на едно: на ширење на лаги и работат на манипулација на граѓаните преку медиумите. Прашањето од кое што бегаат е колку животи се доведени во опасност заради ненавремено започнување на вакцинацијата. Колку животи уште ќе треба да бидат доведени во опасност за Заев и Филипче да кажат точен ден кога ќе дојдат вакцините и кога ќе започне вакцинацијата. Ниту има точен датум кога ќе започне вакцинација, ниту колку вакцини се потребни, ниту колку ќе пристигнат, туку со месеци само се шпекулира и се шират лаги. Факт е дека истите велеа дека пандемијата била под контрола и очекуваат 2000 заболени. Факт е дека ковидот им избега од контрола со над 2500 починати. Факт е дека Македонија има неголема смртност поврзана со корона и факт е дека немаат никаков план за вакцинација. Факт е дека Зоран Заев и Венко Филипче го девастираа здравството, ги оставија луѓето на цедило среде епидемија и за тоа мора да понесат одговорност. Почитувани, ќе ми дозволите да одговорам на прашањата од стигнати преку... Не, добро, повелете. Повелете. Ајде. Момент само, ако може на микрофон. Истото прашање имам, ако ми дозволиш. Што за пописот, значи до каде е иницијативата за укинување на законот за попис и ако истиот закон помина во собранието, дали ВМРО ќе го бойкотира? Како што е најавено, ВМРО ДПМН започнува процедура, акција за собирање на потписи со кој што ќе се бара поништување
на законот за попис, овака, како што е планирано, како што се носи, како што е донесен, без методологија и закон кој што содржи индиции за политичка, а не статистичка операција. Таа акција ќе биде спроведена онака како што треба преку подрачните единици на Министерството за правда. Луѓето ќе можат да се потпишат во подрачните единици низ градовите, а бројот на потпишани нема да биде нешто за занемарување од страна на владеачкото мнозинство и целта е тоа да се повлече овој закон и да се донесе закон кој што ќе значи општествен консензус за статистичка операција попис подржана од сите. А електронската анкета што е дадена? Тоа е уште вака сега електронската, тоа е еден модерен начин, нели, за кревање на свесноста кај населението и при тоа уште еден начин за притисок врз власта во однос на она што значи притисок од јавноста, од целокупната јавност, кон овој закон кој што значи спроведување на политички договор наместо на статистичка операција. А конкретно кога очекувате да се поднесе иницијативата за поништување на законот? До каде сте и кога? Се подготвуваат документи, кои документи треба да се поднесат до Министерството за правда и потоа преку Министерството на... Па, апсолутно дека се подготвуваат материјали за да може да се спроведе таа акција на терен. Па за колку време поприлично да заврши? Молам? Прво законот треба да се донесе да покренат иницијатива. Може и во меѓувреме ако се повлечат од нели од законот, од гласањето на ваков закон кој што значи нели закон без методологија кој што има индиции дека нема да биде статистичка операција, ако воопшто не дојде, може и да не дојде до тоа ако нели се повлечат од носење на ваков закон. Имате други прашања? Не, имам уште едно прашање стигнато од редакцијата на вечер. Се уште нема реакција за скандалот со родилката во Струшката болница, водена, нели, чија бременост била водена од директорот на болницата. Почитувани, срамно е што по половина година правдата се бара преку медиумите за жена, родилка, која што останала без витални органи. Срамно е да нема истрага за ваков случај, само затоа што може би се работи за директор на болница и неговиот син, кој што се со политички функции. Жена, чија што бременост е водена од директор на болница да остане на крај без витални органи и да нема истрага, е навистина срамно, жално и не се почитува човековиот живот. Балканот ја имаше жолтата куќа, а Македонија го има Венко Филипче. Здравството е колабирано, луѓето остануваат без органи, епидемијата коси, вакцини нема, Македонија е слепо црево кога е здравството во прашање, а тој се вози на мотори по планини и гради хациенди. Доста е се окриење на проблемите, под тепих, време е Венко Филипче да си ја подпише оставката. Ви благодарам.